Дури 92% од населението во Македонија ќе треба да се вакцинира за да се обезбеди сигурна заштита од коронавирусот, смета професорот од Техничкиот факултет Дејан Трајковски, кој уште од стартот на пандемијата со своите диаграми точно го процени движењето на кривата во земјава. Тој вели оти во најоптимистичкото сценарио вакцина треба да примат 62% од граѓаните, но со британскиот сој кој забрзано се шири, таа стапка ќе порасне. Таа стапка ќе порасне до 92%, што значи дека практично е невозможно со доброволна вакцинација, дури на целокупното возрастно население, истата да се постигне. Така што претпоставувам дека во иднина, после вакцинирањето на некои 50% од населението, останатиот број ќе прележува и така со текот на 2 до 3 години ќе дојдеме до некој колективен имунитет. Добрите прогнози за намалување на бројките од пред 2 недели спласнаа со појавата на новиот сој, вели Трајковски, и додава дека притисокот врз болниците допрва ќе се зголемува. За жал, ние влегуваме во четвртиот бран со 600 хоспитализирани лица во болниците и тоа и ќе бидеме најверојатно соочени со нов голем притисок врз болниците. Инаку според податоците на Институтот за јавно здравје, врз основа на 649 тестирања на британскиот сој на вируси, околу 54 беше установено присуство на новиот сој. Значи, засега бројките од новиот сој се мерат во десетици, меѓутоа во наредните недели ќе започнат се мерат и со стотици. Продолженото работно време на угостителите, а без заострени мерки, ќе донесе нов пик на коронавирусот кон средината на следниот месец, смета професорот. Ние немаме никаква практична стратегија. Еве, дури го слушнавме министерот како кажа дека се уште нема индикации за било каква заострување на мерките. Навистина, според сегашните бројки, тие не се големи. И тоа што се денеска мали не значи дека утре нема да порастат. Западните земји како Велика Британија и Германија преку строги рестрикции и вакцинација ја сузбиваат пандемијата, но кај нас, вели Трајковски, текот на пандемијата е оставен на совеста на граѓаните.